прашам дали можеш да одвоиш која е улогата во која што ти се чувствувал најубаво? Или кој е аплаузот кој што ќе го паметиш сиот живот? Сега, ако размислам на ова прашање, не можам веројатно се уште да издвојам една улога која што сум се чувствувал најдобро и веројатно за да го добијам и да го добиеме одговорот дефинитивен на ова прашање треба да поминат уште малку години. Се малку, Значи да бидам некаде кон крајот на мојата активност, дејност како пејач и да направам еден сума сумарум на сето она што сум го работел до тој момент и да го изнајдам улогата која што највеќе сум ја во која што највеќе сум уживал, како што велиш. И аплауз? Аплауз? Па има повеќе. Што тогаш кога никого не гледаш, само Па помалку страшно е така. Помалку страшно? Па да. А кога ќе се пушта светлата, тогаш е пострашно кога гледаш разно. Кога гледаш воздишки, очи, воздишки и аплауз и насмевки, тогаш не е веќе страшно. Тогаш не е веќе страшно. Да. Ако добро сум отпеал, се разбира. Ако аплаузот не е добар, тогаш е страшно и во тој момент. Не знам дали да во овој момент да зборувам за аплаузи или пак за моменти, сатисфакции. Добро. Кои што сум ги имал посебни во текот на сиве овие години. Инаку, ние додека го правиме ова интервју, навршуваат токму и 14 години од моето дебют во Рим. Во овие денови започнуваа моите проби за дебито. Многу интересно е тоа. Се поклопуваат нешто. Да. И има различни моменти за кои што би можел да зборувам. Дебито секако, веројатно. Дебито секако, меѓутоа можеби некогаш станувам досаден бидејќи го повторувам истиот тој момент во различни разговори, меѓутоа Скала остави длабоки траги. Кога сме кај Скала, ми речат дека, нели зборувавме за тоа кој е менаџер сега, дали еден, дали повеќе. Нели велиш и тогаш тој кој што беше ексклузивен менаџер за мене и мојата кариера, не беше оној кој што ме донесе или ми ја донесе Скала. Значи некако во животот треба да си има среќа, веројатно и во овој свет вашиот, но и да бидеш секогаш подготвен да влезеш во улога или да замениш можеби во тој ми кога било најпотребно, па раководството да се промени, па да имаш среќа ти да додат до Скала и да те викнат од тебе. Да. Ете тоа е еден позитивен елемент од мојот карактер, односно тоа чувство на авантура, на авантуризам. И секогаш во сиве овие 14 години јас сум бил подготвен да заминам од утро до вечер. Кога ме викале, кога сум бил кога е улога која што така ми е. Да, инспиративна секако. Тоа можно да го направам. Ако се работи за улога што не ја знам, едноставно не може. Меѓутоа, за улога која што ја познавам, да се случи такво нешто и да заминам без многу колебање. Значи, без многу размислување, веднаш сум сперемен да заменам колега доколку се разболел и да влезам во. Да влезам во представата, да го спасам моментот, да го спасам театарот и така натаму. Па и Скала е поврзана со такво едно спасување. Да речем индиректно со една таква случка, бидејќи сегашното раководство на Скала, менаџментот, се луѓе кои што до пред неколку години беа раководители на операта во Цирих.
и тоа многу успешни раководители во операта на Цирих, која што ја донесоа до највисоко можно ниво. Во 2006 година, јас во последен момент бев повикан во Цирих да го заменам Јонас Кауфман во операта Кози фан Тутте, така прават сите. Бидејќи ги имаше оставено поради X причини последните три представи, репризи. И буквално се работеше за мој настап од денес за утре, на вистина. Така заминав за Цирих. Имав одличен успех тогаш. Тогаш се сеќавам за прв пат имаше една рецензија која што ми остана секогаш во сеќавање дека мојот глас го нарекоа маскарпоне. Мекоста на гласот. Да. Ги подсеќал на маскарпоне. Значи, по тој убав момент за мене, успешен, во Цирих ме канеа и во следните сезони да пеам други улоги, така натаму. И кога тоа раководство сега, пред неколку години го ја превзема промени Миланска местото скала, или отиде во Миланска скала, да. Не беше никаков проблем да ме поканат, односно на нивна идеја да настапам таму. Значи, таа добра соработка или добра, не, сакам да кажам тој мој карактер, авантуризам. Да, на секогаш подготвеност. Да. Подготвеност секогаш на авантуризам, меѓутоа истовремено и подготвен на ризик. Што е ризикот? Па некогаш е ризикот првин, ако земеме ризикот мој беше јас да заминам на 19 години тука. И дали ќе успеам, што ќе биде? Во меѓународни води и сам да се снаоѓам, сам без никој. Сосема сам на толку млади години. Тоа е еден од ризиците. Меѓутоа, сите тие ризици, значи сите тие моменти на такви мои одлуки до сега, за среќа, се покажале позитивно, односно исходот бил позитивен.